Добро утро. Протестот кој што вчера се одвиваше во Автокоманда, а во организација на Сојузот на синдикати на Македонија, денеска на нова локација пред Министерството за труд и социјална политика. Во следните 10 минути во утрински брифинг ќе се вклучат Иван Пешевски и Златко Цветковски, со кои што ќе позборуваме за тоа како тече диалогот со представниците на власта. Добро утро најпрво на двајцата. Добро утро. Иван, би започнала од вас. Продолжува протестот, останувате истрени на вашите барања, незадоволството денеска одлучите од тука да го искажете. Има ли најава дека ќе се сретнете со Министерката за труд и социјална политика? Така, најпрво добро утро за вашите гледачи. Најава нема дека ќе се сретнеме со министерката. Ние кога протестираме пред одредено министерство, тоа и ни е целта да се симне повторно владин представник и да не убеди дека ќе продолжи социјалниот диалог, кој нажалост во моментов е прекинат и го немаме. Така што доколку дојде министерката, се надевам дека треба да продолжиме да седнеме на маса и да го изгласаме ова наше барање, дали преку амандманот во собранието или повторно на иста маса во влада, бидејќи сметавме дека 2806 денари е повеќе од неопходно да биде од 1 јули. 1 јули знаеме дека е во петок, така што доколку ова барање не се реализира за да започне од 1 јули со таа плата, остануваме на ставот дека нови барања ќе си имаме во септември, имајќи ги во предвид ценовните шокови, одмрзнатите цени на производите, поскапувањето на горивата, најавеното поскапување на електрична енергија. Нашите пресметки се дека и преку 15% ќе имаме инфлација до септември месец, така што повеќе 2806 денари нема да ги задоволи основните барања на ССМ. Така, меѓутоа, пред повеќе од еден месец, никаде околу 1 мај, односно денот на трудот, беа дадени дел од ветувањата за кои што вие ги барате. Тоа значи дека не остана истрени оние кои што слободно може така да кажеме, бидејќи работникот во овој момент се осеќа излажан. Тоа е затоа што вице-премиерот за економски прашања и токму Министерката за труд и социјална политика на 1 мај заедно со нас едноставно честита она што претходно беше договорено. Влеговме во влада истиот ден, каде што и со премиерот си подадовме рака дека да остануваме на ставот 2806 денари линеарно за сите од хигиеничар до председател на држава, но до денеска нема ништо од тоа. Остана непотпишан и општиот колективен договор за јавен сектор, каде што тука покрај ова линеарно зголемување предвидовме и регрес за годишен одмор за сите вработени во јавниот сектор. Сега тука кога вие го споменавте јавниот сектор, јас би сакала да се надоврзам. Често пати можам да прочитам и коментари по социјалните мрежи од граѓани кои што не се вработени во јавниот сектор, па не го дуваат на некој начин, велат зошто се бара покачување само за јавниот сектор и дали е тоа навистина така? Не е така, затоа што знаеме за две клучни права кои се избори Сојуз на синдикати на Македонија во 2022 година. Тоа е од 1 јануар се извинувам, што стапи на сила неделен неработен ден и од 1 март минимална плата наеднаш скокна од 15.194 на 18.000 денари. Разликата од 2806 денари не ја доби никој во јавниот сектор. Рековме да не правиме дискриминација и ако веќе добија вработените во приватниот сектор, да бидеме коректни и сервисот на граѓаните, целиот јавен сектор да добие исто 2806 денари. Тука да не стане забуна или тоа негодување, ја разбирам револтот на нацијата кај нас, ама администрацијата велат не работи, не е точно. Тие што не работат треба да се направи реорганизација, меѓутоа да си свати државата дека владата е работодавач на тие граѓани и да си направи една реорганизација за секогаш. Оној што е квалитетен кадар и што оди секојдневно на работа и што работи, треба да добие минимум ова што го бараме. Во јавна администрација не е истото што и јавен сектор. Јавниот сектор опфаќа сите јавни претпријатија, комунални, национални шуми, ЈСП, пошта, водовод и канализација и така натаму. Верувајте дека тие вработени повеќе од 20 години не добиле никакво покачување на платата. Доколку тогаш била добра плата 20.000 денари, повеќе не е, имајќи и во предвид цените и покачувањата на трошоците на живот. Златко, вас ке ве вклучам исто во разговорот. Иван спомена дека од 1 јануари сте се избориле за неделен неработен ден, меѓутоа она што е најново од вчера е објавата дека се случија измени на законот и веќе недела повторно станува работен ден, меѓутоа во туристичките места. Ова беше нешто против кое што вие се боревте. Каков е сега вашиот став и коментар? Па нашиот став не може да биде променет. Ние се бориме работниците во недела да имаат семеен ручек, да имаат слободно време да го поминат со семејствата, бидејќи во образложението за донесувањето на измените и дополнувањето на закон за работа односи за неделен неработен ден, тоа беше образложението, дека бараме семејството да си добие свое место во општеството, односно вработените да можат еднаш во неделата да поминат време со своето семејство. За жал, со измените и дополнувањето на законот за трговија,
кој што се случи завчера или вчера како беше, сето ова се изигрува на еден перфиден начин. Се заобиколува социјалниот диалог кој што претходно го водевме за измените и дополнувањето на законот за работни односи во делот неделен неработен ден. И само може да констатираме дека владата или пратениците кои да се предлагачи најдоа начин како да го заобиколат социјалниот диалог и на тој начин уште еднаш да покажат дека во државата социјалниот диалог заостанува, односно го нема. Да биде револтот поголем, само сакав да дополнам дека токму вчера кога беше блокирано цело Скопје, кога граѓаните искочија да протестираат за тие 2806 денари, од позади нас се случи тоа во 12 часот во парламентот да се изгласа. Меѓутоа не е во ред, туристички места после може да се прошире дека може да бидат и сите градови во државата. Ние се боревме за таму каде што ќе се работи во исклучителните дејности, да се добија зголемена дневница, но не е се исклучителна дејност. Не е точно дека секој мора да работи во недела. Затоа си имаме 40 часа работна недела и требаше денот недела бар по традиција да се биде ден за семејството на сите вработени во државата. Би сакала да ве прашам некаде пред крајот на разговорот, денеска сте пред Министерството за труд и социјална политика, имате ли некаков план и агенда што ќе правите деновиве? Секој ден имаме штрекувачки одбор, тоа е целото претседателство на ССМ, каде што ги договараме активностите ден за ден. Доколку има денеска слух, можеби и утре ќе нема штрајк или ако седнеме на маси да ја подпишеме спогодбата за општиот колективен договор, штрајкот секако дека ќе оставиме во мирување. Меѓутоа, доколку не, може ќе штрекуваме пред Министерството за здравство или пред Министерството за информатичко општество, пред некоја општина, можеби повторно ќе блокираме влез или излез на Скопје, тоа ќе знаете во текот на денот, како соопштение до сите медиуми за каде ќе бидеме утре. Тоа е она што сакам да потенцирам. А денеска сме пред куќата на работниците. Ова е Министерството за труд и социјална политика. Од тука очекуваме министерката, која што треба да биде најголем бранител на трудот во државата, односно на работништвото, ќе дојде со нас и ќе ја разговараме и ќе најдеме начин како понатаму да продолжиме со диалогот. Затоа тврсто верувам и ја повикувам да дојде со нас, да разговараме, бидејќи таа е нашиот родител. Таа е родител на сите работници кои што треба да најде начин како да ги надминеме овие состојби, бидејќи се работи за право на работникот. Ова не е некое барање за енорно покачување или вондерно покачување. Ова е право кое потекнува од Закон за минимална плата, каде се во член 8б е констатирано дека треба да има усогласување на платите во сите други работни места. Значи, бараме само да дојдат овде со нас, да најдеме начин како тие да го испочитуваат законот. Тука некаде јас ќе ви заблагодарам на двајцата за издвоеното време. Веќе можеме и да забележиме дека дел од членството се собира пред Министерството за труд и социјална политика. Не знам тоа дали ќе може да го забележи нашата камера, доколку не ќе може да го забележи и преку фотографии подоцна во текот на денот на нашиот портал Слободен печат. Златко Иван, јас ви благодарам уште еднаш за издвоеното време. Ќе останеме ние на оваа тема и во следните денови. Ви благодарам и на вас. Благодариме. Почитувани гледачи, ние го привршуваме разговорот пред Министерството за труд и социјална политика, каде што за некоја минута започнува најавениот протест на Сојузот на синдикати на Македонија.